Добро вечер, Македонија, и добро дојдовте во 32-то издание на Среќно семејство на Евана. Пред да започнеме, морам да ви прочитам еден официјален дел, како не би заборавил нешто, нели? Секое хуманитарно коло се извлекуваат по 3 учесници и 6 резервни играчи за наредното коло од базата на учесници кои стекнале право на учество во наградната игра. Во ова издание ќе се надпреваруваат семејства кои ги извлековме во минатата емисија за добивки во висина 300, 500 и 1000 евра во денарска противредност. Знаете дека услов за учество во оваа емисија е да сте редовни плаќачи на сметките за струја или за електрична енергија. Паричните добивки се исплаќаат на трансакцијска сметка на носителот на сметката за електрична енергија или доколку не е поинаку утврдено, а е во согласност со законот. Сето ова се извршува во рок од 60 дена од денот на емитување на емисијата. Целосните правила за учество може да се прочитаат на официјалниот интернет сајт на Алфа телевизија, alfa.mk, потоа на интернет страницата на Томато продукција, tomato.com.mk и на официјалниот сајт на Евана Македонија, evana.mk. Откако завршивме со овој официјален дел, да ви го представам моето жири, составено од 3 прекрасни дами, да ги поздравиме со аплауз, ме молам, кои што ќе се грижат за регуларноста на денешното издание на Среќно семејство. А тука со мене се и моите денешни среќни семејства. На позиција број 1, семејството Рафајловски. Машала, тројца големи мажи, Иван, Горан и Томас. Сте во нека роднинска врска? Да, братучеди сме. Братучеди. Машала, зашто не донесовте некој женски представник од вашето семејство? Подобро машки да видиме. Машки, појако да ви. Да делува појако, бага, да рака ќе видиме. Кажете ми, колку штедите електрична енергија? Кој сака може да одговараме? Значи штедиме доволно. Да, на кој начин можеш ли да ми кажеш? Со штедливи сјалици, Браво. користиме ефтина тарифа, пазиме на Добре. тоа. И добив онаков конкретен одговор, сериозен одговор. Дека сите викат дома не се прибирам. Така штеделе електрична енергија. На позиција број 2, семејството Митрески, а тука ни се Мирослав и Александар. Од каде ни доаѓате? Јас сум од Охрид. Така? И јас исто. Охриѓани. Значи, може да вас повеќе ќе ви одговараш игрите да беа нешто во вода, како кајче веслање, пливање, Појќе нуркање. појќе нуркање. Колку штедите електрична енергија? Па штедиме, во секој случај, како што реков, со штедливи сјалици, користиме ефтина струја, кога е поевтина. Баш ми е мило, што има се повеќе штедливи луѓе. Преку ден на плажа. А, да, така. Леле, како е сега времето во Охрид? Пекот. Одлично. Ќе мора да се приуштам еден викенд да отидам во Охрид. Треба, добре Се да. надевам дека добар резултат ќе остварите денеска за да не ме бркате од Охрид после. Не. И на позиција број 3, две прекрасни дами, представници на семејството Цветановски, а тоа се Зора и Марина. Како сте, мадамс? Добро, хвала. Хвала на прашање. Од каде доаѓате? Од Тетово. Тетово? Што има во Тетово ново? Ништо. Се постара. Се постара. Тоа е. Електрична енергија штедите ли? Колку што можеме. Колку што можете. Имате мало детенце, ако не се лажам, Имаме, така? да. Марио беше? Марија. Марио. Предпоставам дека заради Марио малце повеќе мора да трошите електрична Трошиме, енергија. да. Имаш ли омилен електричен апарат? Или може да е Зора, ќе не каже. Шпоретот. Шпоретот, готви баба за внуците сега, за цела фамилија, тоа е тоа. Ви посакувам многу среќа, заборавив да напоменам само дека Рафаеловски ни доаѓаат од Гостивар. Тоа ги запознавме на кратко нашите денешни среќни семејства и мислам дека е време да започнеме со нашата прва игра наречена Топка на среќа. Почнуваме. Представникот на Рафајловски Иване до мене, брат, страв ме фаќа. Не, да се плашиш. Да. Ти кажа дека си во принцип добра душа, нежен човек. Нежен човек, Се надевам дека така ќе биде ако не освоиш добар резултат. Да. Но ја ти посакувам многу среќа. Прво да те прашам само, со што се занимаваш? Па моментално сум не вработен. Не вработен? Да. Со амбиции да се вработиш. Со амбиција се вработам, да, среќно вработен да видам. Па се надевам дека и овие парични средства што денеска ќе ги освоиш, таман малце ќе ти дадат подкрепа, мотивација да за да јас се тргнат работите на подобро. Ти посакувам многу среќа, повели на твојата позиција. Имаш 3 обида, 3 шанси да оствариш што поголем збир на коцките. Пази доколку бутнеш и коцката падне од оваа страна, не ја играме повеќе, не се брои. Повели. Машала! Сега за сега одлично застана на четворка, имаш таман уште 2 обида да ги срушиш и овие 2 коцки. Добре. За момент се истадов од памет. И тоа е тоа. Убаво.
Релаксирано. Значи имаме 3, 5, 10, 13, 15, 19. Иван, одличен резултат, може слободно да се вратиш на твоето место, а јас го очекувам представникот на семејството Митревски. Со мене Александар Митревски. Не. Не, како се Протугеров. Протугеров, да? А Митревски е носителот на сметка. Да, другарчето. Другарчето, тоа е тоа. Затоа се другарите да им се Па најдат. нормално да му се најде. Ето. Во добро во лошо. Пази зашто ќе направи знак гладан и се каđи Ќе видиме. Како е моментално во Охрид, кажи? Добро, Се одлично. припремате полека за летната Па сезона? полека се спремаме, да. Имаш Ќе ли биде. кајче ме интересира? Кајче, глисер, се што треба. И кајче глисер? Комплет. Не сме тоа другите слушам, пагам за тебе, сакам да Не му глисер да се кажи. Александар, ти посакувам многу среќа, јасно ти е што треба да правиш. Имаш 3 шанси да оствариш што подобар резултат. Можеш на мој знак 3, 2, 1. По твоја желба. Оп. Добре! Леле, за момент си извадив од памет, реков наваму да не паднат. Пази само и ти да не се удри со топката. Имаш уште 2 шанси, ја верувам дека ќе нема потреба од трета. Не, стој. Вака имаме тука едно правило, само вака правам на коцката. И тоа е за жалба. 2, 3, 5, 9, 10. Не баш најсјаен резултат, ама не очајува овој почетокот на среќно семејство. Имате уште многу да се докажувате. А наред се семејството Цветановски. Со мене Зора, тетка Зора, како да се обраќам? Како ќе кажеш? Како сака? Ајде со Баба, тетка Зора. тетка, Не, баба, баба. Како сакаш? Баба, Да. тетка Зора. Тетка нека биде. Спомна песка дека шпорето ти е омилен електричен апарат. Па, Што најчесто старињето готвиш? од Тавче, гравче, гујаш, ако Збори ми ште малце. Ми се пријаде како што не сум. Тетка Зора, сега ако бидне Ќе работата, доеш у тето, тоа сакав да кажам. ти кажа внукот на, ќе те донесе ја у село живи, врата е. Готово, договорено, едно ручече убаво со И тоа без тавче. гајле. Месце сува. А кажи, чеј, пушено. зашто внукот не дојде да се надпреварува? А? Да се шо да ме те довади. Малиот го чува, она? Тоа, како добар татко, тука мора да му признаеме, го чува малиот. Тоа е тоа. Тетка Зора, јасно ти е што треба да правиш, така. 3 шанси. Да, е Господ тоа. Така е. Да. Без многу замарање, побелете на вашето место, пазете само на скаличката. 3 шанси да остварите што подобар резултат. Со Господ напред. И тетка Зора, ја не би се зезал со вас. И уште таа, да. Имате, ете. Одлично, пазете само на топката. Тетка Зора, ова ми изгледа на најдобар резултат до сега, ќе видиме. 10, 13, 16, 18, 22. Така, со Господ напред до најдобар резултат. Победете на вашето место, а јас ќе замолам режијата да го погледнеме и генералниот пласман. Рафаеловски 2 поена, Митревски 1 поен и Цветановски 3 поена. Драги мои, време е за втората игра на слепо. Рафаеловски се наместија на своите позиции, Иван и Томас. Томас, ти ќе бидеш гаѓачот. Да. Молим те намести ги овие наочари. Не само на глава да рипнеш. Уствари, ова за вас после го мислам, бра. Да не рипате на глава, не сме на базен. Ниту покрај езеро. Сега, брат, ќе мора само вака да ми дозволиш да проверам дали е све. Извини ако те скупнав малце. Што да правам? Ете вака. Њот мори да притисна малку. Све во ред. Сега ќе да завртам 3 пати, брат. Да знаеш, еднаш, 2 пати, 3 пати, баре со рацете. Ете така, на мој знак само. Имате 60 секунди на располагање или 1 минута. 3, 2, 1, може! Сега за сега одлично им тргна. Пази само со нозете да не мрдаш, Иван. Сконцентрирај се ти на тоа, само горниот дел од телото игра во оваа ситуација. Како што ви кажав на сите и како што ви е добро познато. Ете така, можете сугестии слободно да им давате на вашите Добро. Браво. Таја. членови од семејството или пак пријатели, Напред, роднини, напред, комши, братичеди и така натаму. Браво. Црвените топки носат Браво, горе. 3 поена, жолтите носат 2, не ги одбивај брату, а сините 1 поен за малце, Иван. Ајде, доколку гледаш дека нема место, слободно бутни со раката навнатре. Добре, тука си Убаво. доле исто место, браво. Ете така, добре. Сега за сега одлични Браво, моди, имате уште браво, некои си браво, 20 секунди. тука доле исто, Доволно браво, време. Бутке брат, бути, подобро да пропуштиш една топка, намести ги другите внатре. Дека гледаш ти излегуваат. Излегува бутке со раката. Имаш уште малце место. Бути, Ајде, браво, убаво, ајде. голем маси брат. Бути. Ич, не следи мрежата. Ете така, брату. Браво, ајде, притисни. Тоа е одлично. Сега за сега браво, имате ја браво, мислам. ајде, Со осема. Иван, бе. Солиден резултат, тоа е тоа.
Тоа е тоа. Брат, ти мене сакаш Томас да ме мамнеш во глава? Да, имам само вака. Нема, стварно не оди толку без убаво ја натапка. Сега го чекам и резултатот да видиме што ќе каже на нашите екрани. Па 51 поен. Тоа е многу добар резултат. Честитки Томас. Одлични бевте, а го повикувам сега да ми се приклучи следниот надпреварувач. Мирослав и Александар на своите позиции. Мирослав, повели за тебе едно мало поклонче. Како што кажав и преска, немој само да почнеш да рипаш на глава. Тврдо е доле, нема вода. Чекай, сега ја ќе ги наместам за све да биде регуларно, нели, да не може ништо да се гледа. Извини, сега малце, знам дека е непријатно. Мора и да притиснам, кажи синус, кој ќе те здоболи? Боли? Ќе те завртам сега 3 пати. Еднаш, 2 пати, 3 пати. Баре, сија, најде позицијата. Александар, не име само да мрдаш од белата точка, имате 60 секунди на располагање, на мој знак почнуваме. 3, 2, 1, може! Хајде, ви посакувам многу среќа. Сега за сега одлично им тргна. Нема многу тактизирање, но сепак и има. Александар почна оне главниот кој ќе ги поправа грешките. Може и слободно да му кажуваш, брат, дека не таа онда фрли самиот. И така наваму, и така натаму. Сега за сега имате некој си 6, 10, 11 поени. Добри изброев. 35 секунди на располагање. Добри сте, се уште само на пола. Бутне само и таа топката. Добре. Значи можете слободно да си правите простор во мрежата. Побрзо. Тоа се мислам сугестиите, ја не ти викам побрзо, брат. Не скам ја да излезам после кривец за целата работа. Зора? Учите, вежбате. Ке биде, ја ви посакувам на сите многу среќа, значи црвените топки носат 3 поена, уште еднаш напоменува. Жолтите 2 поена, сините само 1 поен. 3, 2, 1, уи, тоа е тоа. Добре, ми изгледа полна мрежава. Чекай само вака, дојди до мене. Дојди до мене да видиме. Машала. Па, колку ги има. Требаше да ги бројам, јас само мислам дека збрка ќе направам. Има намала рака, нема ништо да кажам после тоа. 44! Браво! Супер резултат без очајување. Ова е доста добра бројка. Прати ми ги само на очарите. Ти благодарам многу, а јас го очекувам сега двете дами да ми се приклучат на сцената. Двете представнички на семејството Цветановски се на своите позиции. Тетка Зора, повели за тебе на очарите, ти намести ги, а потоа ќе се погрижам нели се да биде како што треба. Марина, ти подготвена си. Само пази да не мрдаш од белата точка. Чекај, тетка Зора, да видам јас се тука. Да не се бунат после младиве, знаеш какви се. Да, ајде. Чекај. Може така? Те притискаат малце, ама тоа е дел од играта, сега ќе издржиме 1 минута, така? Може? Ете така. Се морам ја да ги притиснам малце, сега ќе те завртам 3 пати. И очите ми. Чекај да те завртам 3 пати. Седи така, не ги мрдај на чарите си. Готово ќе издржиме. Чекај, ја те држам, не се кире, ова е дел од играта, само од правилото. 2 круга и 3 круга. Ајде, види кај си. Добра си за намести, Марина. Се за шамути и се. Тоа е петата. Одиме, 1 минута имаме. 3, 2, 1. Повели, тетка Зора. Јас ставивам сега за вас. Браунс. Пази само на ножињата, Марина. Така, малце посилно ако можеш, тетка Зора. Малце посилно, Марина, ти слободно кажи и сугестирај. Воопшто. Нема штеди. Пази. Пази, стој таму, значи не се жртвувај за една. Ете така. Уште малце посилно ако можеш. Ова е идеалното, тетка Зора. Ја повеќе не се мешам, ве оставам самите да го сработите тоа што најдобро го правите во моментов. Одлично, па. Да не си тренирала кошарка на времето, тетка Зора? Јас све се тренирам. Се? Кој ќе речете и коњи да донесете и краве, ќе ви помозем све. Па, ја мислам дека јас сум доволно коњ тука во студио. Не реков. Еден коњ е доста. Ајде, не, играј, тетка Зора. Не, мене ми се смеат. Тука цело студио. Срам да ви е. Немој да му се смеете на детето. Немој. Фала. Ќе ви ја пуштам, тетка Зора. И тоа е тоа, тетка Зора. Ви благодарам многу. Сепак поминавте со повеќе од една ти што мислеше. Добро. Одлично, може да немате најдобар. Па нема веќе. Ни скривте оздола Црвените. Не на страна летна сите, ама добро. Сосема добар резултат, 35 поени остваривте. Супер беше. Тоа е.
Многу е за кого е уж бете. Одлично. Значи, Рафаеловски има 51 поен освоено. Мислам, изиграно во оваа игра. Ви благодарам. Митревски 44 и Цветановски 35 поени. Сега да го погледнем и оној генерален пласман, да видиме кој каде се наоѓа на табелата. Рафаеловски има 5 поени, Митревски има 3 поени и Цветановски има 4 поени, што значи во третата игра ќе се одлучи и кој ќе оди во големото финале. Време е за штедиме електрична енергија. Томас, спремен ли си? Да. Представникот на семејството Рафаеловски, Томас. Рафаеловски си брат? Или не? Георгиевски. Георгиевски. Рафаеловски, кој е Рафаеловски од вас се тројцата? Ти? Иван. Иван, големиот човек. Пази што ќе направиш, зашто братучите од онаму те пратат будно. Ти си очигледно најмал од сите, а? Да. Да. Ти посакувам многу среќа, брат, имаш една минута да изгасиш 9 светилки. Ти подучи преска. Како? Да. Направи го тоа, за што трениравме цело време. На мој знак. 3, 2, 1. Може да стартуваш. Одлично стартуваше сега за сега, ја го не изгасам светилката, точно знае каде да центрира. Не е толку лесно, драги мои гледачи на погремалите екрани, да се изгасат овие прекинувачи или овие светилки, како сакате. Ако ги гледате оние хуманитарни изданија, делува сето ова многу полесно, затоа што иста игра играат двајца, понекогаш и тројца луѓе, додека во овие регулар изданија игра сами ете, а првата сијаличка Томас доби поддршка и од сите надпреварувачи и сите присутни, нели, тука во студиото. И имаш, Томас, уште 30 секунди. Браво, брат. Тоа е тоа, 2 до сега. 2 се така, добре, 2. Добро пратам, будно пратам, иако ништо не гледам. Да, напорно враче. Сконцентрирај се, гледај, ете така, сконцентрирај се на тоа што ги играш и готово. 3, ајде одиме на 4, брат, ајде. Помисли ви изгра... Ајде, 5 секунди, ајде, барем уште една. Ајде. 1, за малце. Томас, добре, немој да очајуваш, 3 изгасени светилки, така, 1, 2, 3. Може слободно да се вратиш на твоето место, без очајување, има уште многу да се игра. Го чекам следниот надпреварувач. Александар, знаеш што треба да правиш? 9 светилки, они не се мрдат од својата позиција. Имаш 9 прекинувачи и 1 минута на располагање да изгасиш што повеќе светилки. Не така, ќе мора се отапчињава, знам дека. Стварно, може да и треба тука една заштитна мрежа да ставиме да има, да не може никој да се доближи. Да. На мој знак, да не должиме многу. Добро. 3, 2, 1. Може! Така е, Мирослав, ти го намести Александар да ти ги игра игрите. Ти ќе играш во финалето тогаш. Ако дојдете до финали, устари, да не зборам ја пред време да не помисла другите дека нешто знам, а ништо не знам устари. Добре, првата 2 светилки до сега изгасени, третата Александар граби сигурно на веќе 35 секунди, поточно за 25 секунди истечени, он има веќе 3 сијалички изгаснато, дали ќе продолжи со истото амбициозно темпо и понатаму ќе видиме. Остануваат уште 25 секунди, ја мислам дека редно време е малце да заќутам, за да не му пречам на Александар. И ќе се помрнам, не скам ја крив. Оте, ја четвам, знаеш дека стварно рецептот било ја да се тргнам. Извини, Томас, ја да знаеш дека ова ќе се тргнав уште од преска, брат. 7, 8 и дали одиме на 9-та и 9 светилки. Александар, браво. Честито. Браво, брат. Слободно може да се вратиш за твоето место. Имаме уште еден перфектен резултат или 9 изгасени светилки. Сега чекам една од дамите, представник на семејството Цветановски, да ми се приклучи. Тетка Зоре е на својата позиција, срам да ти ја намести жената. Тетка Зоре, ти посакувам многу среќа, искрено. Ке ми извинат сите други надпреварувачи, за тетка Зора навивам. Сега, така да знаете. Имаш 1 минута на располагање, 9 светилки да изгасиш, на мој знак почуваме. 3, 2, 1, може! Леле, реков од прва. Леле. Добре. Тетка Зора, не ти оди лошо. Тя првата светилка. Ајде, тетка Зора. Ајде. Чекај, јас ќе се мрдам преска, упали тоа кога се мрднав на страна. Ќе се мрдам повторно да видиме што ќе се случи. Можда јас сум малерот. Сконцентрирај се на еден прекидач. Прекинувач, се извинувам. И тој мале го тетка Зора за малце. Добре. После дома да чекаш да ти направат ручек стаканите тебе. Си на работа денеска, бога ми.
Ништо нема. Не, Мајгале, не, имаш уште до 20 секунди, имаш време. Ајде, не е ништо завршено. Гледна добрата страна, па не си. Така е, поддршката е добиот од цела Македонија за твојата игра. 10 секунди на располагање. Сега за сега имаме една изгасена светилка. Јаске. За малце. Ништо, многу ми е жалете, јас не знам. Истече времето, тетка Зора. Може сега од нервоза, ако сакаш да ги бавне сите. Па да не си ти нервозна жена, те гледам секојаш на смејана. Секоја чест за учеството и за храброста, мора да признам. Да го погледнеме и генералниот пласман, можете да ги видите под обвите од освоените светилки, не знам колку светилки кој изгасил. Рафајловски 7 поени, Митревски 6 поени и Цветановски 5 поени. Тука некаде ќе се поздравам со Цветановски. Ви благодарам многу што ми го разубавивте квизот. Останете си на вашата позиција, за потоа да се подигнете наградата од 300 евра во денарска противвредност. А сега, драги мои гледачи, е време за големото финале каде што ќе се сретнат Рафајловски и Митревски. Добро е да знаеш дека имаш некој што секогаш е тука, подготвен да ти го олесни денот. Со E-Punkt плаќајте ги онлайн вашите фактури за електрична енергија со само еден клик. Регистрирајте се за E-Punkt на evana.mk. Евана, секогаш тука за вас. Драги мои пријатели, време е за големото финале, но пред да започнеме со големото финале, ќе имате 10 секунди да изгледате во оваа прекрасна гледка благодарение на Тивес. Почнуваме. Доста ми беше уживање, време е да продолжиме со среќно семејство и големото финале, затоа што знам дека моите надпреварувачи се нетрпеливи да видат кој ќе си отиде со 1000, а кој со 500 евра. Рафајловски, вие имавте повеќе поени по завршетокот на третата игра, што значи вие ќе бидете први. Митревски, вие ќе чекате тие да изфрлат својата топка, топката да влезе на своето упатено место и потоа вие сте наред. Ова го вежбав дома пред огледало. Ви благодарам многу. Имате 3 минути на располагање, започнувате на мој знак. 3, 2, 1. Може. Доколку промашите, следниот продолжува што е наред. Тоа е тоа, чекаме топката. Опа, ништо, сега сте вие Митревски наред. Така бе, ја ќе ве водам, Рафајловски, Митревски. Тоа е тоа, сега за сега имам изедначена игра, никој нема повеќе топки сконцентрирано на една позиција. Да видиме каде ќе влезе. И еве сега, веќе може да калкулираат со следното поле. Чекај, ова топка да вратам, нема потреба да држам во рака. Уште едно промашување за Рафајловски. Го следи со истото темпо и Митревски. Сконцентрирайте се убаво. Пази, таму треба да задре. Опа, добро е. И Митревски вас ви даваат, Рафајловски вие сте. Не, така е, добро. Ја ќе направам збрка, затоа ја нема да се мешам. Тука е моето жири и нормално мојата режија, кои што се грижат све да биде регулар. Вие сте наред, да. Вие сте Митревски наред. Пази, таму имаат веќе 3 топки. Сега сте вие. Да, вие сте Митревски, вие сте. Леле, имаш само, гледај убаво. Каде? Леле, Митревски, имате уште една шанса. И да видиме. 1000 евра за Митревски. Честитки. Не знам ќе лапне си ти нека динар, еве. Спортски подадена рака. Ви честитам и на вас, брат, супер бевте. За дел финалето одлучува, можете слободно да се вратите на вашето место, ќе делите по 150 евра, вие тројца брачеди. Не очејувајте. А сега, драги мои пријатели, пред да ги доделиме оние огромни прекрасни ваучери со нашата прекрасна представничка од Евана, сакам да ви најавам еден прилог каде што Душко од Банка за храна Македонија го исполни своето ветување и донираше столчиња на порака Неготино. Да го погледнеме прилогот. Среќно семејство и Евана се наоѓаат во Центарот за згрижување на лица со ментален хендикеп Порака Неготино, каде што го очекуваме во секој момент да пристигне Душко Христов од Банка за храна Македонија за да го исполни своето ветување кое што го даде во едно од претходните изданија на Среќно семејство.
Како севкупно ги потрошивте освоените парични средства? Значи, емисијата кога беше реализирана пред неколку месеци во делот на среќно семејство подржано Евана и томатопродукцијата која што ја реализира, нели? Тогаш рековме дека пријателите од Порака Неготина ја добија трета награда, негде околу 18.000 денари, додека ние како банка за храна добивме 30.000 денари. Во истата емисија дадовме ветување дека дел од средствата, барем една третина од истите, ќе им помогнеме на нашите пријатели. Денеска сме тука, им помогнахме со набавка на 8 столчиња, бидејќи останати претходните им беа застарени. Дел од средствата набавивме храна за околу 15.000 денари, значи и овие 10.000 денари за Порака Неготино и останатите беа распределени, искористени за дистрибуција на храната во Струмица, Тетово и дел од храната ја добија самите корисници, моите пријатели од Дневниот центар Порака Неготино. Се наоѓам со раководителот Гоце. Гоце, ме интересира како вас ќе ви служи оваа донација? Најнапред благодарност до нашиот пријател Душко Христов и банка за храна. Секогаш кога ни е потребен во вистински момент се појавува. Ева како што може да видиме, овие столчиња веднаш ги ставивме во функција преку разни работилници, едукативни, креативни, нашите корисници ги користат, значи и голема благодарност. Сега е времето кога треба да ги доделиме оние прекрасни големи вредносни ваучери, а тоа ќе го направи прекрасната дама од Евана Македонија, Влера Џакова. Повели мадам. Вие, драги мои пријатели, го погледнавте и прилогот, каде што Душко ги донираше оние столчиња и јас бев задолжен оваа благодарница да доделам на некој од представниците од Евана, затоа што не бевте тој ден во можност да ни се приклучите. Јас ќе ти помогнам вака со ваучерите. Повели, ова е за тебе. Благодариме многу. И за учеството исто така, ова е добар знак дека Евана Македонија е на вистинскиот пат. Така е. Одамна знам ја дека сме на вистинскиот пат, Лена. Да не згараме. Како ти се допадна денешното издание? Прекрасни беа, сите беа прекрасни. Браво. Така. Ќе мора да направиме уште еден специјален ваучер за супер бабичка. Да, на тетка Зора да дадеме. Со тебе. Да. Ја мислам дека е време, дај ми ја благодарницата, јас ќе оставам за тебе со овие вредности ваучери. И вака додека трчам да ја повикам представничката од семејството Цветановски да повели да го подигне вредностниот ваучер од 300 евра. Ја мислам дека тетка Зора е вистинскиот човек за тоа. Да ви честитам уште еднаш, морам. Забележете го овој момент. Честито. Еве сега, чекај, вака, јас сум затоа тука, не да изгледам само убаво, тука е корисен да видам. Повелете. Ова е за вас и кажете ми како планирате да ги искористите овие парични средства. Па да ти кажам, внуко надвршо чека и очекуваме и други. Така? Така. Значи, стриктно за внуците секи оди. Па баба на внуци, да. Младите нека работа, нека... Така е, нека си печелат сами пари. Така е. Фала, ма на мене не ми одговара ова многу. Па сега ќе бидеш и ти баба, дедо, баба и дедо. Па баба чи... Се надевам дека нека баба да бидаме. Дедо, ќе бидеш и баба, ќе имаш и ќе бидеш. Да пукне една тетка Зора. Да си ми жива и здрава. Обавесно. Повелете, можете слободно да се повлечете наназад. Го повикам сега и представникот од семејството Рафајловски да дојде да го подигне вредностниот ваучер од 500 евра. Голем мажу, честитки. Како си ми ти? Да не си разочаран малце? Па не, сега 1000 евра се 1000 поише евра. пари, али добро и вага. Така да не си одиме со празни раце Така во е. никој случај. Повели, овој ваучер е за тебе, кажи ми како планирате да ги Па потрошите? доколку беа 1000-дарка, ќе ги послушам моите братучеди помалечки сега да одиме во Екзит да го посетиме оваа година. Така, па мислам дека и овие 500 долго евра, ќе значи видат. за кафана да. За кафана кафана. цина. Добро, тројца големи мажи, верувам дека стварно толку ви коштало една кафана со вас. Повелете, ви посакувам уште многу среќа понатаму во животот. И сега, the one and only Митревски, повелете ви ги двајцата. Повелете на сцена. Честито, искеширавте 1000 евра, почнавте слабо на самиот почеток, бевте последни во генералниот пласман, но потоа од половината натаму направите целосна пресвртница и на крај си одите со 1000 евра. Како се чувствувате? Прекрасно. Прекрасно, како ги потрошите овие пари? Па малку вечера, малку во месец. Така, има и за... Гледај, немете сега до Охрид дојка да стигнете да ги потрошите сите пари. Имаме. Жените ќе ме гледаат дома на телевизија. Ви посакувам многу среќа и уште многу успеси. Повелете, можете слободно да се повлечете. А, драги мои пријатели, цела Македонија,
Јас тука ве поздравувам и ве очекувам да се гледаме и следната недела во истиот термин. До тогаш, ариведерчи!